Се намалуваат навиките за читање ке младината. Основците покажуваат се помал интерес за лектерните изданија и се осврнуваат повеќе на интернетот, филмовите и телевизијата. Навиките за читање ка оваа популација била тема на разговор и на последниот родителски состанок на Основното училиште Васил Главинов. Јас сум инаку 22 години професор во училиштето Васил Главинов по македонски јазик и се трудам колку можам да им ја внесам љубовта кон читањето на книги. Посебно сега со 8-мите оделенија кои завршуваат, приметувам дека малку има опаѓање во читањето на книги, затоа се задржавме и на родителската средба која што се одржа, имаше и предавање на таа тема. Според наставниците и професорите, треба да се размислува и за промена на списокот на лектири кои се обработуваат во основното, но и средното образование. Велат, потешки литературни дела се користат во помалите оделенија и обратно. Лектирите пред 15 години, да речам, беа малку со подруга тематика, и учениците имаа поголема заинтересираност за читање на редовните лектири. Мислам дека треба да се измени и самиот список на лектири кои што ги работиме, бидејќи во погорните оделенија се обработуваат лектири кои што се за помала возраст, например Силјан Штркот или Старецот и морето и така натаму, а додека оние што се потешки, пообемни се обработуваат во пониските оделенија. Значи малку да се измени редоследот и да се земат практичари, професори кои што работеле со долгогодишно искуство да го состават тој список на лектири. Поради овие причини, доста од задолжителните лектири се заменуваат со слободна литература, за која наставниците велат дека учениците покажуваат поголем интерес. Мислам дека сега историјата малце ги заинтригира, Александар Македонски, другите наши потомци и предци, тоест Клеопатра и така натаму, значи ги заинтересираат или цар Самуил, сакаат да си ги дознаат своите корени, така да Петар Делјан, мислам дека се навраќаме кон нашето минато и многу повеќе се интересираме за тоа. Инаку денешниот ден, 23 април, се одбележува како Светскиот ден на книгата и авторските права. Целта е да се отдаде признание на книгите и писателите и луѓето повторно да го пронајдат задоволството во читањето.